Утре вечер во собранието ќе се одржи долго најаваната средба меѓу Зоран Заев и Христијан Мицкоски. Цел на состанокот е да се надминат разликите за законот за јавно обвинителство со кој се решава и иднината на СЈО. Лидерите на СДСМ и на ВМРО ДПМН ќе бидат придружувани од соработниците кои се инволвирани во меѓупартиските разговори за законот. Од владата информираа дека тема на средбата ќе биде законот, а од текот на состанокот ќе зависи дали ќе се разговара и за други прашања како на пример предвремени парламентарни избори, сценарио за кој јавно притиска опозицијата. ВМРО ДПМН се надева на конструктивна средба. Да покаже сериозност за моментот, сериозност кон прашањето и да се избегне на практика секој исчекор понатаму да биде дека не важи, да го фати за евизмот и да се вратат на почетните ставови. Дали сте спремни за компромис со власта околу законот за јавно обвинение? ВМРО ДПМН и досега покажала дека се што е во интерес на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија активно учествувала и придонесувала кон подобрување на состојбите и кон напредок на државата во евроатлантските интеграции. Тоа не е безусловно и не може да се поддржи било каков законски текст, само и само да се каже дека е донесен законски текст. Потврди дека за ВМРО ДПМН е прифатливо префрлањето на предметите од специјалното во јавното обвинителство чекор, што во петокот го потврди јавниот обвинител Јовески. За опозицијата спорно е дека тоа се прави со документ потпишан од притвореничка Катица Јанева, која од шутка побара преземање на предметите од незиното СЈО. Ако утре Заев и Мицкоски постигнат консензус за отворените прашања, тогаш може да се очекува усвојување на законот, а со тоа идниот формат на СЈО во наредните денови. Ова прашање заедно со справувањето со актуелниот случај на висока корупција се клучни за согласноста на одредени земји членки на Унијата за Македонија во октомври да добие датум за старт на преговори за членство. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.